си работила се до сега? Па, прво почнав да свирам со татко ми. По свадби, кафани, ресторани и такви работи, уште како дете, уште мало, уште од 11-12 години. А прв бенд имавме во средно школа, средно музичка, со Кисел, Мишко, со Тупе и Џоле Максимовски. Сансара се викаше бендот и ја пеев во тој бенд. И тоа беше чудо над чудото. После свирев... Правец беше Тоа беше некој рок. Некаков психоделичен рок. После сосед свирев едно време синтесайзер, клавер. А и во тоа време со Мишко свиревме со Октавијан, со Ока и со Даре. Ама тоа беше многу кратко, 2 месеци. комерцијалното, Во забавното. забавно. Во забавното. Беше многу кратко, така едно 2 месеци се разидовме на уметнички план. Многу брзо. Потоа Мишко свиреше со Архангел веќе тоа време, како бубњар и имавме доста дружби со Ристо во тоа време и работевме на еден филм, музиката на еден филм Збогом на 20 век. И така да имавме многу дружби неколку месеци и свирев на неколку концерти во тој период и со Архангел. Потоа веќе се зафативме со Жлуст, па Дно и потоа се Малку поише да ни се раскажеш. следеа други проекти. За Жлуст? Да. Жлуст Колку изданија, поголеми ствари што сте ги направили? па имаме 6 или 7 албуми издадено. Од 2007-2008 наваму немаме нешто работено. Немаме издание никакво, практично од тогаш навака немаме ни концерти. А до тогаш, значи имаме добро време беше тоа со Жлуст. Мислам Има тој шанса за реактивација? па не е затворен проектот, да. Како не, тоа стои отворено. Кога ќе дојде, Може нешто од Шлус да се очекува? да секогаш може, секогаш може. Со време како сте другите, вака комуницираш ли со луѓето? Па како не, ние сме секојдневно заедно со поголемиот дел од луѓето кои што свира во Жлуст. Меѓутоа сите се многу зафатени со лични, семејни и фамилиарни работи, а и професионални. Така да наискрен да бидам, ја нема таа енергија која што ја имаше пред 6-7 години. И затоа и практично се малку се разлабави целата ситуација, а со сила не се прави ништо. свирев Да. освен во Македонија, што тој Со Жлуст? да, мислам дека обиколи доста. Свиревме во Франција. Неколку пати имавме турнеи во Париз, во Нормандија. Во Њујорк имаме свирено во Италија, во Русија, овде на Балканот. Фестивали или Фестивали, да. фестивали? Фестивали, да. Во Југославија имаме Југославија. Бивша Југославија, значи во Кој Словенија. го крсти, да, мислам тоа е интересно име. онака. Жлуст. Да. Жлуст излезе, бевме на една екскурзија у средна школа, низ Македонија. Не отидовме низ Југославија. И се зезавме со келнерите од, како се викаше тој хотел, Метропол во Охрид. Се зезавме со келнерите, ни носеа колачиња некои и ние им измислувавме имиња на португалски, тришчи, жлустици, жлинди. И така Жлуст остана малку позвучно во тоа време и Жлуст и така остана проект Жлуст. Значи од таму е инспирацијата. После си доби и друга символика. И мислам доби и друго значење целиот збор, меѓутоа од таму е инспирацијата. Освен тоа асоцира на нешто остро, на нешто... Така те асоцира? А така мене ми има, И па гледаш, мене па на нешто конкретно. Жлуст, ако го слушнам зборот, а не го знам, ќе ме асоцира на некоја меласа, некоја пифтија, нешто такво би ме асоцирало. Храна. Па може на храна, да. Колку ти помага тоа што си, да речеме, и народната музика, да знаеш да свириш и сериозната музика да свириш, а свириш и со алтернативни групи некои. Колку тоа ти помага во сите тие стилови да си поразличен, препознат? Ја би рекол дека секој музичар, секој уметник има предности, нормално и мани. Во мојот случај, ја го сметам тоа за предност за мене, дека од дете сум почнал со народна музика.
а потоа сум продолжил класична музика да учам, па и джез музика, па и рок н рол и други стилови, жанрови, па имаше еден период правевме и електронска музика. Првиот албум на Жлусте е пол електронски албум. Под влијание на Kraftwerk? Не, под влијание на Future Sound of London во тоа време. А инаку Kraftwerk, да, слушавме со другар ми Чуро од Топанско у 600 деление и се чудевме, имаше татко му супер колекција на плочи и се чудевме што е Kraftwerk, па слушавме Pink Floyd и разни. Влијание во целиот твој живот. Кој музичар ти извршил најголемо онака влијание, од кој си гепнал, тоа си научил, така слушајќи? Па, во однос на уметничко влијание или тоа како сум научил да ја примам музиката и како сум научил да ја слушам и да ја свирам? Може ја треба да одговорам усвари, пошто сам си постави прашање. Можам да кажам дека искуството што го имав со татко ми, во времето кога свиревме по кафани и по ресторани и свадби и такви работи, научив многу, бидејќи порано на времето кога се свирило по кафана, првите 2 блока се свиреле така наречена универзална музика, во која се свират джез стандарди, боса нова, самби, рок н рол, не знам, джез валцери. Потоа се свиреле, не знам, шпански песни, мексикански песни, руски песни, италијански. Значи интернационална музика, она што е класична музика во периодот изминатиот век, да речеме, цел век, во периодот 100 години што останали како евергрини, светски познати класици. И тоа ми беше на првото нешто што го научив како музика. Потоа народна музика, нели? И мислам дека имав среќа, или барем ја така си мислам дека ми е татко, па може го сакам и го ценам. Имав среќа зашто на некој начин неговиот вкус или неговата естетика за разбирање на музика некако се уште ми одговара мене, зашто тие песни него што му се допаѓаа, што сакаше он да си ги свири, да ги пее, некако и за мене беа окей, и ден денес ми се окей. Покрај ова што зборував, значи, за детството и за начинот на првите контакти со музика, кога почнав во музичко школа да одам, и практично на крајот од средното школа веќе почнав да свирам во филхармонија. А во филхармонија се свират дела од историјата на музиката од 16-17 век па се до ден денес. И се свират дела кои што оставиле најголем печат. Да, најголем печат. И тоа се не случајно едни од најдобрите композиции во светски рамки. Така да сите тие влијанија се огромни и тоа е наистина богатство. Човек да може да порасне со таква музика и колку може да научи нормално. Тоа е се индивидуално, кој колку може да се отвори да слуша и што му се допаѓа од тоа, што сака да слушне, што не сака да слушне. Кажи ми за некој проект кој што можеш да ни кажеш, што ти е сигурно дека Да, па има во најава неколку проекти на кои што јас ќе бидам автор, кои што ќе бидат мои лични проекти. Бидејќи до сега јас немам издадено албум под моје име. Да, може ќе биде тоа нешто прво такво. Тома тоа кога ќе дојде време. Инаку следно најава имаме во Ница концерт со Дерик, сега во ноември. И голема работа е во јануари во Мелбурн. Ќе имаме концерт заедно со Дерик и со Джеф Милс и музиката на Джеф Милс. И јас ќе ги диригирам двата проекти, практично тоа како еден нов пакет проект на музиката на Дерик Мей и музиката на Джеф Милс со Мелбурн Симфони оркестар. Така да тоа е. Што е по креативно? Диригирање или свирење? Како се снаоѓаш од двете улоги? Мислам, што ти е поукожно? Добро, диригирање сега ми е нешто ново, нели? Интересно ми е да го правам. Меѓутоа си свирам цело време. Зашто во изминативе неколку години малку и на факултет дека се запишав диригирање пак за да завршам и тоа како факултет. Малку ми прифали да си посвирам со другарите и си направив едно трио со Гоце и со Оли, па свириме и направив музика и свириме трио формација, свиривме на некои джез фестивали. Джез, да, джез, да. А инаку диригирање го гледам како диригирање и композиција,
тоа некако заедно го гледам како пакет, зашто се запишав на диригирање, зашто сакам музиката своја да ја диригирам. И имам неколку идеи каква музика ќе правам и веќе како сум почнал да компонирам музика која што ќе диригирам на неконвенционален диригентски начин, значи не онака сега како сите облечени у фракови. Не дека ќе измислам нешто специјално ново, но во светски рамки веќе постои тоа како тренд многу години наназад. Се користат музичари од различен бекграунд. Значи џез музичари се мешаат со класични музичари, не знам, музичари металци, панкери, рапери, така. И се мешаат со луѓе што свират народна музика и се прават чудесни комбинации. И тоа би било пожелно да ги координира некој човек што може да ги разбере сите тие работи. Што може бар да ги разбере, ако не да ги познава, ама да знае што значи електрична гитара кога ќе уклучиш. Следиш ли друга музика? Како не? Македонска алтернативна сцена. Па, не знам колку следам да ти кажам. Последниве неколку години многу имам ангажмани со околу филмска музика. Работам во оркестаров за филмска музика што во М1. Лоран и Од што го водат и таму сум многу често ангажиран како оркестратор. И работам оркестрации за светски продукции. И тоа одзема многу време и многу ангажмани. Не сум баш во тек, да бидам наискрен, со тоа што се случува на алтернативната сцена. Од време на време нешто ќе се појави, ама не сум имал прилика баш да видам што се случува во андерграунд, што се дешава. Добро е да излезе тоа што е многу добро. Некако да се одвои за да може да излезе, знаеш, андерграунд е окей. Ама што вреди ако имаш добра музика, не ти ја слушне никој, мора да излезе надвор да ја чујат луѓето. Па ќе си биде андерграунд у енергијата, така? Кога не слушаш музика или кога не работиш музика? Што друго си преокупиран? Не знам, гледаш серии, телевизија или Телевизија не гледам, немаме телевизор дома. Тоа веќе 4-5 години. Не, стварно немам дома телевизор. Тоа е извадено од употреба. фиксен телефон. Имам фиксен телефон. Да, немам мрежа дома, морам фиксен да имам, кај што живеам се. Како да кажам? Не знам, мислам дека за жал или за среќа, значи у задниве 6-7 години само музика правам. Само музика, да. Така некако се погоди да бидам постојано ангажиран на различни проекти и у слободно време се дружам со синко, со син ми. И тоа е... Малиот свири ли нешто? Свири, а све 4 години, на све свири. А Све ти свири. колку инструменти свириш? Што свирам? Свирам хорна, тоа ми е главен инструмент, а знам клавиатури и знам гитара малку да свирам тоа. Значи Дерик Меј и Добро. Детройт Филхармонија. Добро. Како експериенс вака да ни го пренесеш? Добро искуство е. Добро искуство е да имаш таков добар оркестар, светски ранг пред тебе, да свири ти, да диригираш и они да реагираат на твојата музика, на музиката што ти што си ја напишал и на твоите реакции тие да одговараат. Е навистина добро, како да имаш Формула 1 пред тебе и ти ја возиш се формулата, тоа е тоа. Со Дерик Меј како вака дружба? Добра фаца излезе Дерик Меј. На почетокот ми беше малце така. Ама сега во Детройт имавме прилика малце да се подружиме повеќе. И е добар лик е уствари, не е случајно таква светска фаца. Колку што е, мислам, си е заслужено. Јас сум Джијан Емин, на гледачите им посакувам да слушаат добра музика и да не се фураат у бед трип.